Термин резервиран за дневник на К1 телевизија. Донесуваме најнови информации од регионот Македонија и светот. Македонија и понатаму со минусни температури. Сообраќајот се одвива во зимски услови. Надлежните работат на подобрување на патниот сообраќај низ земјава. Апелираат внимателно возење и почитување на патната сигнализација. А лекарите советуваат да внимавате на вашето здравје. Понастаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. И покрај ниските температури, велешани се привикнуваат на студот. Во првата недела од јануари намален е бројот на заболени од грип во Велес. Житните култури најотпорни на ниските температури. И покрај ниските температури, велешани се привикнуваат на студот. Дневната температура во Велес денес падна до минус степени Целзиусови. Повеќе автомобили, а помалку пешаци. Вака изгледаше денеска во Велес, а малкумина расположени за разговор со нас. Да го погледнеме прилогот на Дијана Иванова. Живата во термометарот денеска во 13 часот во Велес се спушти до минус 9 степен. Студот влегува во коски, велат нашите соговорници, но обврските не чекаат затоплување. Низ Велешките улици повеќе автомобили, помалку пешаци. Секој брза што побрзо да ги заврши обврските. Малкумина расположени за разговор со нас. Како на минус 20? За мене е одлично. Јас сум цел живот на мотор, 40 години мотор возам. Од студ няма кон. Многу ладно. Ладно не се издржува. Раци, земнат, нози, а мора да испаднеме да купиме за јадење. Без тоа не може. Мора храна да се јаде. Готвени ли сме за ваков студ? Па, да речем. Се привикнуваме веќе? Се привикнавме више. Први ден е потешко, сега малце, денеска малку како потопло е. Подруго е малце. Да се прилагодиме на приликите и на ладното време, кое што, например, за нас поднебјето овдека е многу тешко совладливо, но ќе се потрудиме да издржиме. Па се издржува, кој се движи надвор, почесто време, за неколку дена се навикнува и после мора да функционира. Сообраќајот во Велешко се одвива во зимски услови. На магистралните и регионалните патишта од јавното предпријатие Македонија патот Велес информираат дека интервенирано е со 7 тони сол и 17 кубни метри ризла. Од Центарот за справување со кризи информираат дека во Велешко, освен силата ветерско и рудник, проводни се сите локални патишта до населените места. Бројот на повици во итната медицинска служба е вообичаен. Нема зголемување на бројот на прегледи ниту во амбулантата на итната медицинска служба. Она што од оваа здравствена институција го нагласуваат е потребата од малку повеќе време за да стигнат на пријавените повици. Сите патни правци во Тиквешијата се проодни. Изминатите неколку дена на регионалните и локалните улици низ Кавадаречко се фрлени 40 тони индустријска сол и 70 метри кубни ризла. Инаку поради ниските температури од Кавадаречкото јавно предпријатие Комуналец информираат дека околу 70 водомери се замрзнати и нефункционални поради студот. Сите патни правци во Тиквешијата се проодни, сообраќајот се одвива во отежнати зимски услови. Продолжуваат активностите на зимската служба кои се на терен од почетокот на снежните врнежи, каде екипите ги расчистуваат локалните и регионалните улици кои што се во нивна надлежност. Изминатите неколку дена на патиштата се фрлени 40 тони индустријска сол и 75 метри кубни ризла. Сите патишта се проодни, нели и се во таква состојба која што одговара на временската состојба и на големата снежна покривка која што ја имаме и која што е малку поразлична од градот и она во горните села.
Меѓутоа, информацијата е дека секаде имаме редовно чистење на снегот. Имавме проблем за време додека беа во тек врнежите, бидејќи во наредниот ден имавме голем ветар и големи наноси од место до место. Така што на повик интервениравме, нормално имавме и одредени сообраќајни незгоди од типот на превртување на автомобили претежно во горниот дел, на потегот од Страгово кон Крњево. Панов подсети дека индустриската сол има ефект до минус 7 степени Целзиусови и поради ниските температури можно е појавување на голомразица на коловозот и затоа апелираше на голема внимателност во сообраќајот. Исто така граѓаните да се придржуваат до упатените препораки за чистење на снегот од приодите до нивните објекти. Редовно се посолува, меѓутоа знаете дека од минус 5 до минус 7 има ефект солта и ризлата. Над овие температури нема никаков ефект. Така што останува да механички се биде прочистен снегот. Градот, колку што приметив во текот на врнежите, беше солидно исчистен, нели, освен оној дел кој што е помеѓу даската и помеѓу асфалтот, кој што нели останува до 1 сантиметар. Апелот кој што го упативме да не се паркираат барем во овој период делумно успеа. И може да приметите дека на голем дел од коловозите каде што има паркирано возила, се уште стои снегот врз нив, се уште стои натрупаноста околу нив. Инаку поради ниските температури од Кавадаречкото јавно предпријатие Комуналец информираат дека околу 70 водомери се замрзнати и нефункционални поради студот. Оттаму порачуваат граѓаните кои имаат вакви проблеми веднаш да ги пријават со цел на времено отстранување на дефектот. Студот и ниските температури влијаат штетно и за земјоделството. Ниските температури особено влијаат на младите овошни насади, а најмалку штетно влијаат на житните култури, вели Игор Златков, директор на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Енормно ниските температури закана за земјоделските култури. Зимскиот период секогаш бил проблем за земјоделците, бидејќи бара посебни ангажирања околу културите. Но и покрај превземените мерки од страна на земјоделците, Игор Златков вели дека овие ниски температури негативно влијаат на земјоделските култури, но и ќе го зголемат трошокот, односно цената на чинење на производот. Овие ниски температури ќе го зголемат трошокот, односно цената на чинење на единица производ од единица површина кај градинарските култури, затоа што ќе имаме дополнителни трошоци за затоплување на оранжериите, пластеници, стакленици, кои што користат со загревање со помош на дрва, но затоа пак ќе биде олеснато кај оние кои што ги користат топлите води. Во секој случај ќе имаме зголемена цена на чинење, кое што може да се рефлектира на цената на производот по излегување од оранжери. Што се однесува до овошните насади, Златко вели, ниските температури особено штетно влијаат на младите насади. По старите насади нема да претрпат некои големи промени, односно оштетување, но затоа млади насади посадени доцна оваа година можат поради својата се уште незголемена имунолошка способност кон ниски температури да претрпат некои оштетувања. Најмалку штети од ниските температури ќе имаат житните култури, потенцира Златков, но тоа не значи дека имаат позитивно влијание. Житните култури кои што се најотпорни на ниски температури. Да него ова поистоветиме со изразот дека позитивно влијаат на житните култури, напротив, значи не може многу ниска температура да влие позитивно на било која култура. Единствено позитивно што може да влие при овие ниски култури е снегот, кој што допринесува како изолација од воздушни ниски температури и температурата на почвата. Пченицата останува како најотпорна култура на овие ниски температури. Не дека позитивно влие ниската температура, само дека пченицата е најотпорна од било која друга култура. За сега нема пријавено било каква штета од страна на некој индивидуален земјоделец или правен субјект, вели Златков. Она на што тие се надеваат е дека нема да има некои поголеми штети, освен зголемената цена на крајниот производ. Намален е бројот на заболени од грип во првата недела од месец јануари.
Доктор Славица Нешова-Пановска, лекар во итната медицинска помош, советува да се пие топли напитоци, да се носи топла облека и да се внимава на здравието. Надлежните апелираат да се воспостави план за действување при работа во услови на студ и ниски температури. Намален е бројот на заболени од грип во првата седмица од месец јануари, информираат од Центарот за јавно здравје Велес. Претходно биле пријавени над 1000 заболени, додека во последната недела таа бројка драстично е намалена на 210 пациенти кои се јавиле на лекар. Лекарите континуирано са апел до граѓаните. Да ја земаат својата редовна терапија, да пијат топли напивки, доколку им е неопходно да излезат надвор, да бидат соодветно облечени со топла поширока облека, обувките да бидат соодветни, значи гумени обувки, да се внимава од пат на ледот. Од итната медицинска помош препорачуваат да се внимава на голомразицата која е најчеста причина за скршеници, да не се излегува без потреба, да не се консумира алкохол. Од Комисијата пак за заштита на здравието на населението од студено време препорачуваат до работодавците да воспостават план за действување при работа во услови на студ и ниски температури, во екстремно студени услови, да се обезбедат кратки прекини во работата во топли засолништа и да се организира работата во најтоплиот дел од денот, да се скратат периодите на работа надвор. Четири нови електрични локомотиви ќе добие Македонија од кинеска компанија. Договорот за набавка го потпишаа денеска Македонски железници транспорт и представници на кинеската компанија. Катерина Нацева ги има деталите. 4 нови електрични локомотиви ќе добие Македонија од кинеската компанија ЦРРЦ Џуџоу. Македонски железници транспорт и Европската банка за обнова и развој денеска потпишаа договор за набавка на 4 нови електрични локомотиви во рамки на проектот за обнова на возниот парк. Ова е веќе втор проект што го реализираат македонската влада и Џуџоу, по првиот за набавка на 6 нови патнички возови. Инвестицијата е вредна 8 милиони евра, средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Набавката на 4 нови електрични локомотиви практично значи обнова на возниот парк по 40 години, доближување до европските и светските стандарди, обезбедување поголема безбедност и сигурност во железничкиот сообраќај, поголем број патници, поголема брзина, енергетска заштеда, заштита на животната средина, ефикасно работење и поквалитетни услуги, потенцира генералниот директор на МЖ Транспорт Никола Костов. Според него набавката на новите локомотиви ќе значи и поттик повеќе за вработените, поголема мотивираност и стимул за уште поголема професионалност во исполнувањето на обврските. Според председателот на ЦРРЦ Џошин Ха, Македонија е важна југоисточна железничка транспортна зона и е постојано во фокусот на Џуџоу. Тој вели дека компанијата ќе обезбеди ресурси и експертиза, но и сигурни безбедни производи со врвни перформанси и прекрасен изглед. Шинха напоменува дека Џуџоу ќе овозможи повластени услуги при финансирањето како целосна поддршка за Македонија за подигнување на јавниот транспорт. Проектот го реализираат Македонски железници транспорт АД Скопје во соработка со владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и Европската банка за обнова и развој. Вкупно 5 милиони евра се инвестираат во реконструкција на повеќе железнички станици низ земјава, како дел од проектот на владата на Република Македонија. Се со цел поквалитетен и поефикасен превоз на патниците. Владата со директни субвенции и за патниците, млади студенти и пензионери имаат можност во определени денови да користат бесплатен превоз. Од 2006 година до денес инвестирани се огромни средства во реконструкција на железничките станици, како и во набавка на товарни вагони и патнички возови. Како дел од проектот на владата на Република Македонија, вкупно 5 милиони евра беа потрошени за реконструкција на железничките станици во Прилеп, Велес, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка, Табановце, Демир Капија, Градско и Неготино, Вардар, како и Скопје, долж коридорот 10.
Средствата за истиот беа обезбедени од европските ИПА фондови и Европската комисија. Останува на нас обврска на вработени во Македонска железници, збораме во делот на Македонска железници транспорт, може и во делот на Македонска железници инфраструктура, обврската и одговорност. Да уште повеќе тоа ни биде мотив од овие нови вложувања кои што ги имаме преку владата на Република Македонија, да одговориме на потребите, значи на патниците, на граѓаните на Република Македонија, а воедно да одговориме на потребите на стопанството на Република Македонија. Токму така заедничко, значи заедно со патниците, заедно со стопанството, градејќи го целокупниот амбиент во Македонија, ќе ја градиме Македонски железници и обратно. Со инвестициите во железничкиот сообраќај, услугите се подигнуваат на повисоко ниво, со што се добива поквалитетен и поефикасен превоз. Покрај инвестициите во железница, владата со директни субвенции за патниците, млади, студенти и пензионери имаат можности во определени денови да користат бесплатен превоз. Граѓаните да не излегуваат надвор без неопходна потреба, да се конзумираат топли напитоци и храна што ја одржуваат температурата на телото, да избегнуваат алкохол и соодветно да се облекуваат. Ова се препораките за заштита на граѓаните од студеното време, препорачуваат од Комисијата за оперативно спроведување на активностите од Акцијскиот план за заштита на здравјето на населението од студеното време. Вести од Македонија во продолжение. Во интервју за ТВ21, лидерот на ДУИ Али Ахмети потврдил дека ќе преговара за формирање на нова влада со победничката, односно со партијата која има освоено најмногу мандати на изборите. Но во исто време Ахмети и негира дека досега имало било какви официјални средби помеѓу него и Груевски или пак средби на ниво на работни групи. Сепак Ахмети не одговори на изјавата на Груевски дека доколку ДУИ не го почитува принципот на преговарање со победникот, тогаш ниту неговата партија нема да го почитува овој принцип на наредните избори. Комисијата за заштита на здравјето на населението од студеното време и денеска со препораки: не излегувајте надвор без потреба, конзумирајте топли напитоци, не пијте алкохол, внимателно кога се движите надвор, бидејќи многу лесно може да дојде до повреда или скршеница. Препораки упатуваат и кон работодавачите да воспостават план на дејствување при работа во услови на стути ниски температури, да се запознаат работниците со опасностите на кои се изложени при работа на отворено и со мерките кои треба да се превзема за заштита на животот и здравјето на работниците. Оние кои што работат на отворено, работните обврски да ги практикуваат од 10 до 16 часот со повремени паузе на секои 2 часа по половина час во топла просторија и со топли напитоци, се со цел заштита на нивното здравје. Да се скратат периодите на работа надвор. Според Управата за хидрометеоролошки работи, температура под нулата не очекува и во наредните денови. Од Комисијата за заштита на здравјето на населението од студено време апелираат доколку граѓаните забележат лице од ризик, како бездомник или деца на улица, да го пријават на бесплатниот телефон 15 505 за да добие помош. Најмалку 11 лица загина, а неколку се повредени кога падна висечки мост во рурален дел на Колумбија, јавуваат локалните медиуми. Несреќата се случила во близина на селото Вилјави Сенско, кога мостот направен од даски и јажиња се откачил. Се верува дека конструкцијата на мостот попуштила поради прекумерена тежина. Мостот е локална туристичка атракција, а во моментот на несреќата на него имало повеќе луѓе. Меѓу загинатите има и деца кои паднале во провалија длабока 80 метри. Што друго е актуелно во светот во продолжение. Во Полска во изминатото денонуќе починаа 6 лица од хипотермија, со што бројот на жртви од студ од ноември се искачи на 71, соопштија полските власти. Полската полиција апелира населението да им помогне на најзагрозените, посебно на бездомниците, бидејќи температурата се спушти на минус 20 степени. Ширум Полска објавен е аларм на смог, а на децата и на повозрастните лица им се препорачува да останат дома. Поради грејење на јаглен, загадувањето на воздухот е на највисоко ниво во последните неколку години. За време на викендот во Европа од студ починаа најмалку 40 лица.
Ивица Дачиć, министерот за надворешни работи на Србија, предупредува дека албанската диаспора планира за земање на српско дипломатско конзуларно представништво во САД или пак во Европа. Ваквите информации тој ги добил од безбедносните служби. Според Дачиć, ова е сценарио за да се изврши притисок врз Белград да се откажат барањата за судењето на Рамуш Харадинај. Тој вели дека за ова известена полицијата и безбедносните сили во сите српски дипломатско-конзуларни представништва. Србија нема да се откаже од гонење на Рамуш Харадинај, ниту од било кој друг што извршил злосторство против српскиот народ. И српскиот народ, како и секој друг, заслужува правда, вели Дачиć. Да се приспита диалогот помеѓу Приштина и Белград, ова е изјавата на министерот за надворешни работи на Албанија, Димитри Бушати, по апсењето на Рамуш Харадинај. Американското разузнавање смета дека владата на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп ќе се соочи со ризик од меѓународни конфликти и одстапување од демократските вредности. Случувањата во економијата и политиката, технолошките промени и загубата на лидерството на САД даваат основа за мрачна и тешка иднина, се вели во извештајот на Националниот совет за разузнавање, насловен како Глобални тенденции, парадокс на прогресот. Во САД ваквите извештаи се објавуваат на секои 4 години или во период кога еден претседател заминува, а нов доаѓа. Во овој извештај опишани се предизвиците со кои можно е да се соочи новата американска влада. Како најголеми предизвици се вбројуваат економските разлики, демографските потреси, последиците од климатските промени и порастот на конфликти. Во својот стан во Атина пронајден е мртов шефот на конзуларното деление во руската амбасада во Атина, јавуваат грчките медиуми. Полицијата започнала истрага за смртта на 54 годишниот Андреј Маланин. Според првичните информации објавени во медиумите, за сега се отфрлаат сомневањата за насилна смрт бидејќи полицијата испаднала со соопштение дека на телото на рускиот дипломат нема видливи рани ниту пак знаци за насилна смрт. Времето во Македонија променливо облачно со сончеви периоди и по време на локални врнежи од снег кои ќе бидат со умерен интензитет. Што се однесува до температурата, се движи во интервал од -10 до -3 степени. Да ги погледнеме деталите од графичкиот приказ. Ова беше последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Бидете и понатаму на програмата на К1 телевизија. Од мене пријатно.